Македонските амбасадори и конзули во четврток и петок доаѓаат во Скопје на состанок и консултации со државниот врв. По 7 години пауза со физичко присуство, дипломатите на состанок на амбасадорскиот совет ќе го представат направеното во нивниот мандат, но и ќе добијат насоки како да ги застапуваат државните позиции за интензивирање на евроинтеграциите на Македонија. Посебен акцент на годинашниот совет ќе биде ставен на економската дипломатија. Потребна ни е дипломатија која предвидува, која реагира навремено, која гради партнерства и која одлучно ги штити националните интереси. Нашите дипломати во рамките на Советот ќе имаат директен диалог со председателката на државата, председателот на владата и председателот на собранието. Тоа испраќа една важна порака. Кога станува збор за нашите стратешки интереси, потребни ни се институционална координација, јасни позиции и сериозен државен пристап. Европската интеграција останува еден од нашите централни стратешки приоритети. Нашата дипломатска мрежа има задача јасно и аргументирано да ги представува нашите позиции и реформски резултати пред европските партнери. Во моментов 11 дипломатско-конзуларни представништва немаат именуван амбасадор, но Муцунски најавува завршување на тој процес. Последните 6 месеци ќе се испразнат уште 7 амбасадорски позиции на кои им завршува мандатот. Потврди дека дипломатот од кариера Крум Ефремов ќе биде нов амбасадор на Македонија во Бугарија и набрзо заминува на својата мисија. Во тек е постапка и за именување на нов амбасадор во Атина, но детали не се откриваат бидејќи се уште се во фаза на класифицирани информации. Шефот на дипломатијата ги негира обвинувањата на опозицијата дека дал изјава за преговори надвор од радарот, потенцирајќи дека постојан диалог има со сите страни, но без гаранции за македонските национални интереси не е можно одржливо решение. Не е праведно нашите преговори постојано да заглавуваат на тема поврзана со нашиот идентитет, јазик, историја и култура. Ние очекуваме систем на гаранции од европските институции, очекуваме почитување на реципроцитетот кога се во прашање човековите права и очекуваме да има решение кое што ќе биде насочено кон заштита на нашите позиции поврзани со идентитет, јазик, култура и историја. Како дел од дипломатската офанзива, од МНР најавија дека утре во официјална посета на државата ќе престојува шефот на чешката дипломатија Петар Мацинка, кој ќе биде еден и од говорниците на амбасадорскиот совет. Во фокусот на разговорите ќе бидат продлабочувањето на билатералните односи, европската перспектива, економската соработка и актуелните регионални и меѓународни прашања. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија.